Вторник, 23-тиот ден од месец декември 2025 година. Почитувани гледачи, добре дојдовте во Централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелни теми со кои го одбележавме и денешниот ден. Следете не. Градскиот плоштад во Кавадарци денес повторно беше исполнет со детска радост и празнична атмосфера. Се делеа новогодишни пакетчиња за дечињата од големите групи во детската градинка Рада Пуцева и учениците од Основното општинско училиште Страшо Пинџур и училиштето Тошо Велков Пепето. Насмевките и возбудата на најмладите беа најубавата потврда за значењето на ваквите настани. Во празничниот дух дечињата имаа можност да се дружат со Дедо Мраз, Мими и двете весели мечиња, кои дополнително ја разубавија атмосферата и донесоа многу радост. Заедничко празнување уште еднаш покажа дека новогодишните моменти се највредни кога се споделени, особено со немладите. Новогодишна работилница за изработка на предмети и украси. Кавадаречките ученици од сите училишта се што ќе изработат дополнително ќе изложат и продадат на хуманитарна акција на градскиот плоштад. Општина Кавадарци со задоволство ви најавува новогодишната хуманитарна работилница која е организирана во соработка со сите основни училишта на територијата на општина Кавадарци. Овој настан има за цел да го поттикне детското творештво, заедништвото и празничниот дух на најмладите. Новогодишната работилница представува можност учениците преку игра и креативна и тимска соработка да ги изразат своите идеи и таленти и да придонесат кон создавањето на топла празнична атмосфера. Општината упатува и особено благодарност до Општинското музичко училиште Лазо Мице Фрале за нивниот несебичен придонес, кој значително го избогатуваат програмата и овозможуваат уште поголемо празнично доживување на сите присутни. Ние и понатаму ќе продолжиме да вложуваме во проекти кои го унапредуваат образованието, културата и младинското творештво, верувајќи дека токму децата се наша најголема вредност и иднина. Им посакуваме на сите учесници успешна и инспиративна работилница, а на сите граѓани среќни и весели новогодишни празници. Нема да има предвремено завршување на првото полугодие од оваа учебна година, вели министерката за образование и наука Весна Јаневска. Учениците, како што вели Јаневска, ќе следат настава до крајот на месецов, а потоа ќе заминат на зимски распуст. Изјавата на Јаневска следува како одговор на новинарско прашање за тоа дали МОН размислува поради загадувањето учениците пред време да го завршат полугодието. Остануваат уште многу малку денови до распустот на децата. Мене ми е жал што мора да направам груба споредба, но во некои европски земји децата и кога имаат грип и во градина и во градинки на училиште одат на настава се додека нивното здравје не е загрозено. Би било проблем, како што во минатото се случуваше, да ги скратуваме учебните денови, учениците да отсуствуваат затоа што родителите ги носат на поевтино одмор и за да се подготват за писмена и така натаму. Овие негативни појави полекат ќе треба да почнеме да ги отстрануваме. Се одржа продажен новогодишен базар во Основното општинско училиште Тошо Велков Пепето. Станува збор за предмети изработени од учениците од пониските оделенија. Како директор на Основно општинско училиште Тошо Велко Пепето ми представува особена чест и задоволство што во пресрет на новогодишните и божичните празници можам да најавам два хуманитарни настани. Новогодишен базар кој се одржа денеска и во петок талент шоу со новогодишна лотарија. Средствата на овие настани ќе бидат наменети оново каде што е најпотребно на нашите ученици, но и на децата од СОС детското село, со што би сакале да допренесеме новогодишната магија да ги допре и нивните срца. Со ова нашите ученици, наставници и родители покажаа дека хуманоста и солидарноста се вистинската вредност и секој
Нова година треба да ја започнуваме со добри дела. Ви благодарам и ви посакувам среќна и успешна нова година. Во завршна фаза се работните активности на атмосферската канализација во село Сопот во должина од 520 метри со цевка Фи-500. Последната фаза од реализација на овој проект е асфалтирањето на ровот од страна на општина Кавадарци. Изведувач на работите е фирмата Инженеринг Груп, информираат од локалната самоуправа. За околу 3% ќе се зголеми цената на струјата од 1 јануари, најавуваат од Регулаторната комисија за енергетика. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука да се зголеми за 3,32%. За четвртиот блок побарано зголемување 11,86%. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за зголемување од 3,84%. За ефтината тарифа побарано зголемување 3,96%. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука од зголемување од 2,50%. Во однос на имплементација на овие цени кај потрошувачите, односно кај домаќинствата. За 63,86% од домаќинствата, односно 517.400 домаќинства, имаат потрошувачка само во прв блок и во ефтина тарифа. За една сметка, тука зголемувањето на трошоците е 2,28%. За 20,97% или 169.900 домаќинства кои што имаат потрошувачка во прв и втор блок, зголемувањето на месечната сметка е 2,59%. За 1,73% од домаќинствата или 14.000 домаќинства кои што имаат потрошувачка во прв, во втор и во трет блок, зголемувањето на месечната сметка е 2,79% и за 0,55% од домаќинствата или 4.400 домаќинства, зголемувањето на месечната сметка е 3,22%. Во однос на цените кои што се однесуваат на оваа одлука, тие се однесуваат на цената на електричната енергија. Вие претходно знаете дека со одлуката за дистрибуција на електрична енергија, кај домаќинствата ја намаливме мрежарината за 4,96%. Само по енергија, ако анализираме, пред се заради зголемени трошоци за набавка на електрична енергија од ДЕСАМА, првиот блок, како енергија зборам само, има зголемување од 6,02%, вториот блок 5,88%, третиот блок 5,7%, четвртиот блок 4,87% и ефтината струја за 10,57%. Како резултат на намалувањето на мрежарината, крајната цена на електрична енергија за домаќинствата се тие проценти кои што ви ги кажав. Односно, за прв блок 2,45%, за втор блок 2,87%, за трет блок 3,32%, за четврт блок 3,84% и за ефтината електрична енергија 2,5%. Премиерот Христијан Мицкоски во својство на председател на Националниот совет за развој денеска ја отвори четвртата седница на Советот, кој според него како постојано советодавно тело на владата има исклучително значајна улога во обликувањето на долгогодишната визија и развојниот пат на државата. Националниот совет за развој
како носител на управувачката структура во рамки на Националната развојна стратегија, представува уникатен форум во кој преку вклучување на представници од сите засегнати општествени чинители се дискутира за клучни теми и прашања поврзани со долгорочниот стратешки и одржлив развој на државата. Овој совет не е само формална институционална рамка, тој е простор за диалог, за аргументирана дебата, за градење доверба и за создавање заеднички одговори на комплексните предизвици со кои се соочуваме. Со консензуален пристап, широка вклученост и јасна инклузивност, почитувајќи ги принципите на транспарентност, отчетност и партнерство. Ја донесовме Националната развојна стратегија за периодот 2024-2044 година. Со тоа, практично ги поставивме темелите на долгорочниот развоен правец, документ кој првпат на еден системски сеопфатен начин ја дефинира визијата каде сакаме да бидеме како држава во следните 2 децении. Во изминатиот период, по донесувањето на овој стратешки документ, како и во времето на одржување на третата седница на Националниот совет за развој, беа реализирани повеќе значајни активности поврзани со нејзината имплементација. Процесот на спроведување и следење на реализацијата продолжи со вклучување на широк спектар на чинители, граѓани, експерти, академици, представници на бизнис заедницата и граѓански организации. Овој отворен и партиципативен пристап е наша силна страна и гаранција дека стратегијата нема да остане документ на хартија, туку ќе се преточи во реални политики и мерливи резултати. Членовите на владата беа детално информирани за предложените мерки кои произлегува од првите состаноци на работниот комитет заклучно со март 2025 година. Министерствата и другите органи на државната управа беа задолжени да превземат конкретни активности за нивна понатамошна реализација, со што уште еднаш ја потврдивме нашата заложба за сериозен и одговорен пристап кон спроведувањето на стратегијата. Посебно сакам да ја поздравам и да ја истакнам работата на работниот комитет, преку кој се обезбедуваат тематски форуми за дискусија и размена на мислења во контекст на Националната развојна стратегија. Иако сме се уште на почетокот на овој долг процес, досегашната пракса веќе јасно сигнализира дека јавноста и засегнатите страни се подготвени активно да придонесат. Заеднички да ги идентификуваме предизвиците и заеднички да креираме насоки за нивно надминување. Тоа е суштината на модерното и одговорно управување со развојот на државата, но и клучен предуслов за успешно исполнување на обврските во рамки на евроинтегративниот процес. Нема поголема минимална плата, доаѓаат економски работници, обвинувања од опозиционата СДСМ. Сега на сите им е јасно дека поголема минимална плата нема да има. Владата на Мицкоски нема пари за минимална плата, нема пари ниту за земјоделците, ниту за пензионерите. Очигледно, сите ќе мора да се навикнат на тоа дека повисоки плати нема да има. Доаѓаат така наречени економски работници. Според договорот што го објавија британски медиуми, државата има обврска да им обезбеди плати, сместување и осигурување. Мора да им се плаќа без разлика дали има или нема работа. Затоа нема да има пари за поголеми плати за работниците, ниту пари за поголеми пензии за пензионерите. Не, тоа не се мигранти, ова се економски работници. Токму затоа и го сменија законот за странци. Со измените се улеснуваат условите за доаѓање, престои и работа, се скратуваат процедурите, се продолжува времетраењето на дозволите и се создава правна рамка за долгорочно задржување во државата. Ако има стратешки партнер, секако. Значи се е подготвено. Резолуција во собрание против слободата на говорот. Закон за странци, доаѓаат економски работници. Може да ги нарекуваме економски работници
се додека Мицкоски не им додели пасоши, а потоа ќе станат рамноправни граѓани на Македонија, со сите права што следуваат. Договор си е договор. Засега во буџетот недостига само 1 милиарда евра. Само ДПМН не се грижи за ништо. За граѓаните нема пари, но има доволно пари до крајот на неговиот мандат за уште криминални тендери. ЕСМ било третирано како партиски плен на СДС и ДУИ, рече на денешната пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. ЕСМ снабдување со топлина било третирано како партиски плен на СДС и ДУИ. Затоа керката на Талја Џафери била дел од надзорниот одбор. Истиот оној Талја Џафери кој СДС и ДУИ со две раце го гласаа за да стане незаконски претседател на собрание и неговата керка да биде изгласана да биде дел од надзорниот одбор на ЕСМ. Затоа на СДС и ДУИ не им се допаѓа темата, затоа што во секоја пора од општеството цветаше корупција и криминал. Затоа СДС и ДУИ молчат и не се оградуваат од местените тендери вредни 8 милиони евра во ЕСМ снабдување со топлина и испраните 2 милиони евра кои завршиле во нечiji джеп. Каде завршиле овие 2 милиони евра? Дали кај структури блиски до врвот на СДС или во ДУИ? Дали лица од тогашниот врв на СДС и ДУИ имаат вмешано прсти во случајот? Јавноста заслужува одговори и заслужува да види како СДС и ДУИ раководеа со државните институции. Јавното обвинителство треба да постапи транспарентно, независно и одговорно. Правда мора да има. Продолжуваме со спорт. Заврши оваа календарска година и за младинските ракометни категории. Младинците на Тиквеш се 8 во својата лига, а пионерите се 4 во Б групата. Завршија надпребројањата во младинските ракометни лиги за оваа календарска година. Во машката младинска лига се одиграат 14 кола, по кои на врвот на табелата се екипите на Еврофарм Пелистер 2 и Мулти Есенс со по 26 бодови и идентичен скор од 13 победи и 1 пораз. Во лигата настапуваат 10 екипи, а Тиквеш се наоѓа на 8-то место со само 8 бодови и скоро 4 победи и 10 порази. Зад кавадаречките младинци се двете екипи на Вардар, Скопскиот на 9-то место и Неготинскиот на последното 10-то место. Кавадарчани сезонова немаат свој представник во кадетската лига, каде по 8 одиграни кола води екипата на Мулти Есенс пред Скопски Вардар. Кај пионерите во групата А во водство по 8 кола без пораз е Охрид. Во групата Б по 8 кола без пораз е екипата на Еврофарм Пелистер 2 со максимални 16 бода. Алкалоиде втор со 14, а Куманово трето со 11. Тиквеше на одличното 4-то место со 10 бодови и скоро 5 победи и 3 порази. Според првичниот распоред, доколку не дојде до некои промени, младинците ќе продолжат на 21 февруари 2026, а пионерите една недела подоцна на 28 февруари. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Облачно со повремени локални врнежи од дожд, на планините од снег. На места во источните делови врнежите ќе бидат пообилни, над 21 литар на метар квадратен за 24 часа. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, температура од 4 до 9 степени. Почитувани гледачи, ова беа темите и настаните со кои го одбележавме денешниот ден. Веќе за утрешниот следете не повторно во 20, 22 и 30 часот, а до тогаш бидете и со програмата на КТВ телевизија.